Сдруженијето за хуманитарна и социјална акција Преродба од Прилеп годинава одбележува 20 години од своето постоење. Во текот на оваа година предвидени се повеќе активности, помеѓу кои и оваа изложба на различни ракотворби, а некои од нив постари од 100 години, кои што беа изложени во Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп. Посетителите имаа можност да погледнат разни чаршави, перничиња, везеници, миленца и други плетени украси со кои некогаш се декорирале домовите. А сега се само потсетник за едно минато време, кога сите вакви работи се создавале рачно и не се купувале од продавница. Изложба на етноекспонати, ракотворби, слики и книги, сите тие од нашите членки на Сдруженијето. Дел се од нашите членки, дел од изложените експонати се на нивните мајки, на нивните баби, се тоа генерацијски што сме го пренесувале низ годините на поколенијата. Целта ни е да пренесиме на младите генерации она што е нашето изворното, нашето што не одбележува како народ, она што сметаме ние како генерација, она што сметаме дека треба да се задржи и да се пренесува и понатака, она што е обележието на нас како македонци. Овие ракотворби сега за жал скоро и никој да не ги работи. Нешто како за хоби или пак релаксација плетат постарите членки на Преродба, но и тие поретко. Конзумеризмот денес си го направи своето, така што рачните изработки не се ценат многу, а целиот ваков асортиман на производи се купува. Навистина богата е изложбата, дел од нив се плетени, дел се везени, дел имаме она што ние, еве јас како генерација не сум го работела, меѓутоа го работела мојата баба. Се вика како стредалак некој за креветите, се постилало на креветите. Тоа го имам и јас, пренесено, јас сум 4-та генерација што го имам. Многу ми е мило и сакам да го пренесам и понатака. Има и плетени работи, книги, слики, сето она наше богатство кое дел од него го извадив некако што велиме од каселите на нашите баби и на нашите мајки. По повод 20 годишниот јубилеј, Преродба до крајот на годината ќе одржи и меѓународен концерт, хуманитарна акција, а ќе издаде и монографија за друштвото.